Уште нема алки со GPS. Оливер Спасовски ќе мора да ги чува од бегство Камчев, Мијалков и Јанакиевски 24 часа дневно. Вака известуваа дел од медиумите кога судот по предлог на СЈО ги пушти од шутка во домашен притвор споменатите обвинети и осомничени лица. Алки и друга опрема за електронски надзор на осуденици сепак се набавени, но тие стојат неупотребени во магазините на управата за извршување санкции. Дали доколку функционира алките ќе немаше потреба МВР да континуирано да ги следи и притворениците, например Сашо Мијалков, кој што во куќен. Значи, претпоставам дека тоа најчесто е интересно и поставувано прашање во јавноста, дека електронските алки се пречка за домашниот притвор. Морам да напоменам дека овие алки се исклучиво наменети за куќен затвор. Законот за пробација со кој е воведена оваа можност е донесен во 2015 година. Вака изгледа електронска алка за куќен затвор. Се носи 24 часа, дури и во бањата, бидејќи е водоотпорна. Вкупно 400 вакви уреди се складирани во магазините на управата за извршување санкции, близу до затворот Идризово, но не се воопшто употребени. Тука е исто уредот каде што се вметнува сим картичката. Алките одат во комплет со приемник кој се инсталира во домот на затвореникот, заедно со уште еден помошен апарат. Опремата функционира. Проблемот е околу одржувањето. Не сакаме да ставиме во функција нешто за кое што е потребна 24 часовна поддршка од производителот. Значи, опремата кога е набавена 2015 година имала една година гаранција и во тој период требало да фирмата која што е лиценцирана за одржување на таа опрема не била ставена во функција. Нормално, иако не била ставена во функција, рокот си помина. Фирмата на своја доброволна база, значи во интерес на соработка и ставање на опремата во функција и следната година стоела на располагање како про боно. Кога дојдов јас во август 2017 година, значи со фирмата имав контакти, кажа дека трета година не можат про боно дода, дека бараат одреден надомест паричен за таа работа се работи и се појави проблем каде што најмалку очекувавме. Начинот на распишување на јавната набавка за одржување на опремата, која што мислам дека не е прецизно дефинирана во Законот за јавни набавки. Очекувам во текот на 2019 година, односно на самиот почеток на 2019 година, да најдеме решение на тој затекнат проблем, затоа што средствата за одржување на опремата не се обезбедени 2019 година. Досега не е изречена ниту една казна куќен затвор, иако Македонија според извештаите на Советот на Европа е при врвот според пренатрупаноста на затворите. Зошто никој не се потрудил електронскиот надзор да профункционира во двегодишниот период пред да истече гарантниот рок? Сепак се тоа прашање за мојот претходник на оваа позиција. Опремата обезбедена со пари од Европската Унија функционира на следниот начин. Алката се заклучува на ногата на осуденикот и таа емитува сигнали до фиксниот апарат, кој пак е поврзан со централниот систем. Таму пробациски службеници ја следат секоја промена и контролираат дали осуденикот се движи во дозволениот радиус. Ако добиеме црвена слика, значи дека сторил прекршок. И сега под прекршок се подразбира оштетување на опремата, бегство, се подразбира дека веднаш мора да реагираме дека нешто не е во ред. Веднаш постапката налага да веднаш контактираме кај престапникот, ако не добиеме повратен сигнал, веднаш известуваме МВР да оди на лице место и исто и ние ги имаме тие овластување, веднаш да одиме на лице место да видиме што не е во ред. Кукниот затвор е најстрогата алтернативна мерка предвидена во Законот за пробација. Тој се однесува и на условна осуда со заштитен надзор, општокорисна работа и условен отпуст. Секој осуденик што ќе добие ваква казна, добива и индивидуална програма за ресоциализација, за чие исполнување се грижи пробациски службеник. И такви службеници постојат, иако немаат работа. Значи, уште сме на почеток. Мислам дека ќе имаме работа, добро сработуваме со судиите, колегите се супер. Имавме обуки за пробацијата, интензивно работиме, читаме законите, имаме студии на случај. И сега уште останува да проработи пробацијата за да навлеземе директно во процесот. За сега одделот за пробација има на располагање 3 простории во новата зграда на Кривичниот суд во Скопје. Канцеларии се отворени и во Куманово, Тетово, Охрид, Битола, Прилеп, Велес, Штип и Струмица.
предвидени се вкупно 11 канцеларии, наред се Кочани и Гостивар. Иако 25 пробацијски службеници се веќе распоредени низ градовите, контакт со осуденици немаат. Од ИПА фондовите лани се издвоени уште 1 милион евра за твининг проектот што се спроведува со помош на Германија и Холандија. Емилија Василевска, која е постојан твининг соработник, вели дека да се изрече дури и само општо корисна работа, заедницата ќе има придобивки. Доколку е некој доктор, стоматолог, стори кривично дело од областа на сообраќајот, може наместо да оди во затвор да се изрече пробацијска, односно алтернативна мерка, општо корисна работа, да ги прегледа забите на дечињата во основна школа. Со оглед на тоа што досега само во 7 случаи е досуден условен отпуст, но на самиот истек на затворските казни, прашавме во кривичниот суд зошто не се носат одлуки со пробацијски мерки. Потребно е да се напомене дека се работи за релативно нов закон, за чие спроведување до овој момент беше неопходно исполнување на други технички услови кои не се во надлежност на судот. Судот е во постојана комуникација со Министерството за правда и Управата за извршување санкции во однос на спроведување на пробацијата. Заживување на пробацијата со нетрпение очекуваат и адвокатите. Јас би го кажал примерот за Норвешка, бидејќи таму се направи една голема реформа на затворскиот систем. Таму моментално процентот на повратници или рецидиви е околу 20%, за разлика од претходно кога бил 60%. Дополнително, Тумановски смета дека електронскиот надзор треба да важи и за притворениците. Оти притворските оделенија се во поочајна состојба од затворите, а судиите го избегнуваат кукниот притвор. Јас порано водев една статистика, ние имавме една кулминација со притворите во Република Македонија. Таа во 2013 достигна најголема бројка од 770 притвори, каде што од тие 770 побарани и определени притвори многу малце беа куќен притвор. До сега во мојата пракса се имал лица кои што биле болни од рак, лица кои што имали други болести, срцеви заболување. Скоро имав случај кога лице доби срцев удар на издржување на мерката притвор, па воопшто никој не смогна сили, нити судот, нити обвинителство, да побара замена на таа мерка, се бидејќи нема начин како ако се определи куќниот притвор, дека тоа лице би било таму да ја почитува таа мерка каде што ќе биде определена. Во смисла, ако има алка, тоа лице ќе има можност мониторинг. Во нашиот закон, значи, постои само куќен затвор. Соработката во однос на домашен притвор е прашање на време кога ќе биде, затоа што во законот постои можност за електронски надзор на тие лица. Меѓутоа, тоа е сепак соработка помеѓу тие инстанции кои што судот, МВР, Управата за извршување санкции, односно Министерство за правда. И се надевам дека и тука, ако има можност, ќе има соработка. Да постоеше таква законска можност, можеби и Никола Груевски немаше да побегне. А и МВР и СЈО немаше да се препукуваат за пред време да ја оттргнат одговорноста за евентуално ново бегство на некој од оние што сега се во куќен притвор.